Добар ден, почитувани гледачи на Автомагазин. Автомобилската индустрија незапирливо оди напред. Иако бележи пад на продажбата на нови автомобили, сепак профитите растат. Што се однесува до Македонија, месец мај беше богат со промоции. Во ова издание на тест го имаме Ioniq 5, потполно електричен автомобил, но ќе го подвргнеме на сосема поинаков тест. Затоа ги поканив сите мои колеги да учествуваат во тој тест. Затоа потоа, сега тргаме со флеш вестите. Генералниот увозник на Peugeot и Opel за Македонија, Србија, Црна Гора, Косово и Албанија организираше запознавање со 100% електричната и плагин хибридна гама на Peugeot и Opel. Импресивно беше друштвото од 10 електрични и плагин хибридни возила кои Euroimpex ги представи на домашната јавност, но и цврстата определба на компанијата да ги спроведе плановите на принципалите во рамките на 5 земји во кои ги застапува Peugeot и Opel. Двата бренда се под чадорот на Stellantis и на располагање имаа технологија што е високо компетитивна на пазарот. Јаготка на шлагот беше македонската премиера на 2 плагини изведби. За еколошки ориентираните наменета е верзијата на Opel Astra во својата промотивна боја Култ жолта. Нејзиниот 1,6 литрен турбобензинец во соработка со електромоторот испорачуваат 180 коњи. За возачите со спортски амбиции електрификацијата отвори нови перспективи. Нив најдобро ги представува Peugeot 508 PSE. Тој со истиот бензинец постигнува двојно поголема системска сила од Astra и има перформанси достојни за почит. Honda не престанува со новитетите. Пред официјално да биде потврдено дека американскиот HR-V ќе биде понуден во Европа со хибриден погон под името ZR-V, во Кина беше промовирана новата серија електрични модели означена како EN. За почеток се 2 кросовера со многу заеднички нешта. Тие всушност се близнаци, иако ќе бидат произведувани од 2 различни компании. Имаат идентични димензии и се поставени на новата електрична архитектура која е максимално унифицирана со бензинските верзии. Електромоторот е сместен напред, а ќе бидат на располагање во 2 верзии. Основната има 182 коњски сили и пакет батерии со капацитет од 420 км, а посилната 204 коњи и автономија од 510 км. Ентериерот им е сосема различен од она на што сме навикнати кај Honda, со акцент на вертикално поставениот централен таблет кој ги интегрира и командите за климатизацијата. Она што е значајно е дека овие кросовери се први од 10 најавени електрични модели во Кина кои ќе ја сочинуваат новата EN серија и дека се планира да бидат извезувани. Каде точно јапонците не кажуваат, но Европа сигурно е меѓу приоритетните пазари.
Индиците сериозно ја сватија електрификацијата. После Тата и Махиндра зачекори храбро по патот кон еколошки чистата иднина. За партнер го избра Volkswagen, со кој потпиша договор за користење на компонентите од модуларната МБ архитектура. Плановите за развој на електричните возила на индиската компанија ги вклучуваат германските електромотори, батериски пакети и другите елементи кои ќе најдат место во конструкцијата на нивната платформа наречена Born Electric. Сериските возила со амблемот на Махиндра кои ќе бидат засновани на неа се очекуваат на пазарот дури во 2025 година, но веќе летово ќе бидат представени 3 концептни модели кои ќе ги најават. Конкретните детали околу количините и условите за испорака на компонентите на Volkswagen ќе бидат договорени до крајот на годинава. Аналитичарите предвидуваат индискиот пазар од сегашните 3 до 2030 година да порасне на 5 милиони возила, а тамошната влада, според заклучоците од климатскиот самит во Глазгов, се обврза до 2035 во земјата да се продаваат само електрични автомобили. Ке спласне ли еуфоријата за електричниот ID Buzz, која Volkswagen ја подгрева цели 5 години? Германската марка ги објави цените на модерното издание на најпознатото комби во историјата, кои ќе влијаат на чувствата на купувачите. Тие во Германија ќе стартуваат од скоро 65.000 евра за патничката верзија, додека доставната ќе биде за 10.000 евра поевтина. Првите испораки ќе стартуваат есенва, а планот е понудата до 2024 година да биде глобално расширена. Треба сепак да се напомене дека станува збор за солидно опремени иницијални едиции на ID Buzz. Електромоторот од 204 конски сили ќе се напојува од батерии со капацитет од 77 киловат-часа, кои ќе поддржуваат полначи од 170 киловати. Автономијата според WLTP нормите е хомологирана на 420 килограми, а времето на полнење од 5 до 80% од капацитетот изнесува 30 минути. Во иднина, освен помалку опремените верзии, треба да се очекуваат авантуристичкото Калифорнија издание и моделите со подолго меѓуоскино растојание и погон на сите тркала. Во редовниот циклус на освежување влезе серијата 3. Компактната лимузина е еден од најпопуларните модели во класата, па BMW се потруди да го приближи во изгледот и опременоста со најновите изведби на куќата. На прв поглед забележлива е новата маска на ладилникот и редизајнираните LED светла кои даваат силен визуелен впечаток. Интервенирано е и на задните светлосни групи, па сега двете изведби, лимузината и караванот, изгледаат пософистицирано. Дека апострофот е ставен на динамичноста покажува реструктурираната понуда во која во стандардната спецификација опфаќа долга листа на ставки. Стилскиот динамизам се истакнува со пакетите на опременост M Sport и M Sport Pro, кој е нова ставка на опции, па се до зголемувањето на палетата на бои. Интериерот на рестилизираната тројка е типичен за марката. Возачот е во центарот на вниманието и околу него е распостлан заоблениот дисплеј. Информацијскиот дел од 12,3 инчи е зад управувачот и се спојува со централниот контролен дисплеј од 14,9 инчи. Поради тоа, бројот на механички прекинувачи и контроли е сведен на нужен минимум, а повеќето функции може да се манипулираат со говорни команди. Стандардно се вградува 8-степениот автоматски менувач кој наместо палка доби дискретен прекинувач. Тој ќе ја пренесува силата на 4 бензински и исто толку дизел мотори со 4 и 6 цилиндри, а спектар од 150 до 374 коњи. И двете каросерии се достапни во мокните BMW Performance изведби со ултраспортски карактеристики и погон на сите тркала X-Drive. Интелигентниот систем е достапен кај 2 дизели, 2 бензинци и кај плагин хибридните изданија.
Покрај електрификацијата на која BMW работи забрзано, императив е безбедноста. Веќе од стартното ниво на опременост, долга листа на асистенти му помагаат на возачот во неговите задачи. Според проектираните цени во Германија, обновената серија 3 ќе чини од 34.490 евра. Покрај новата серија 3, баварците ги почестија октанските сладокусци со CLS, изданието на М4. За да ја заслужи оваа ознака, тој беше подложен на строга диета и суптилни инженерски доработки, заради што со право се декларира како автомобил најблиску до тркачките, но се уште легален за јавните патишта. Што се може ќе дознаат само 1000 купувачи, а другите ќе мора да се задоволат со бројките кои велат дека има 550 конски сили кои, пренесувајќи се на задните тркала, за жал само преку автоматски менувач ќе го забрзаат до 100 на час за 3,7 секунди. Најважната бројка, цената веќе е позната и во Германија ќе се продава за 165.200 евра, што е двојно повеќе од стандардната изведба на М4. Производството на серијата, ограничена на 1000 примероци, започнува во јули. Метрополис, број 1 радиомрежа. Мислите на ново возило? Одберете возило, Шпаркасе лизинг купува за вас. Вие бирате година, модел, боја, месечна лизинг рата. Ние реализираме Шпаркасе лизинг. Шпаркасе лизинг ги финансира сите видови на патнички возила. И веќе колегите ми дојдоа во помош. Што ќе правиме денеска? Ќе го донесеме Ioniq 5 до едни крајни граници, но нема да поминеме со него ниту 1 километар, а ќе видиме колку струја ќе потроши за нашиот специјален тест. Ioniq 5 е првиот потполно електричен модел на Hyundai.
Впрочем, сега Ionq е посебна марка под која ќе се развие цела лепеза електрични возила. Во Македонија пристигна најсилната изведба со 2 електромотори чија системска сила е 305 конји и со погон на сите тркала. Инспириран од минатите модели, Ionq 5 делува монолитно и атрактивно. Поставена на 19-инчни тркала, каросеријата е украсена со светлосни групи и многу форми. Меѓускиното расстојание од рамно 3 метри овозможи ниско поставување на батериите од 77 киловат-часа и многу простор во кабината. Внатрешното уредување е футуристичко, како и решенијата кои ги поддржува функционалноста и употребливоста на корејскиот електричен автомобил. Прв гостин во овој тест е господинот Дритон Заири. Срдечно добре дојде. Ionq е ново дојде на македонскиот пазар, а со него очекувате доста. Со преземањето на Hyundai пред година-две, ние решивме дека тој бренд ќе мора да се развива како во Македонија, како што се развива и во целиот свет. Го донесовме Ionq 5 како први во регионот, значи пред сите останати земји околу нас, и со тоа веруваме дека ќе инвестираме доста и во другите работи што идат во електрификацијата на возилата. Hyundai е познат дека во големо работи на електрификацијата на целата гама, но и работи на развој на водородните кели. Што може да направите вие како импортер на оваа марка за популаризација на електричните автомобили во Македонија? Сега сме во инвестиции на поставување на електрични полначи во склоп на нашиот објект. Повеќето ќе бидат по бензинските пумпи, со тоа што ќе се користат фотоволтаици кои што ќе произведуваат електрична енергија, а возилата кои што се ги полнат нема да потрошат од државната струја. Јас ви благодарам многу. Тука ќе го завршиме нашиот вовед во разговорот. Инаку, Ionq 5 исто така е опремен со соларни панели, односно на неговиот покрив има соларни кереи кои може да регенерираат и да соберат енергија доволна за оперативните системи во автомобилите. Тоа беа размислувањата околу електрификацијата на Mida Grand Motors, но што мислат моите колеги околу електрификацијата и електричните автомобили? Кој е твојот впечаток во однос на возење на класични автомобили и електрични? Разлики има, нели? Знаеме дека има. Меѓутоа, баш ваквите возила ги прават електричните возила да бидат многу поинтересни, многу позабележливи, многу да кажеме достапни дури. Само на спринт. Не се само на спринт, да, окей. Тоа е можеби Тесла, зборуваме сите за Тесла, нели? Меѓутоа, со ваквите возила баш гледаме дека има и нешто повеќе од тоа, дека може да се ужива и по кривини. Плюс, многу ми се допаѓа дека Hyundai најавува N верзија на Ionq, што баш би требало да ги донесе оние спортските перформанси малку поблиску до нас, оние спортските електрични перформанси. Затоа си покане тука да го доведеме Ionq до крајни граници. Какви ќе бидат тие, ќе дознаеш малку подоцнат. Припадник на сениорското друштво на моите колеги Агрон Сулейман, главен уредник на Autoinfo. Агрон во едни други услови имаше стимулација за купување на електрични возила. Што се случи во меѓувреме? Значи, најпрво би сакал да ја поздравам оваа иницијатива за популаризација на електричните возила кај нас. А за стимулациите кај нас, како што се знае, за жал ги нема воопшто. Ги нема ниту за хибридни возила, ги нема нити. Ги имаше едно време, меѓутоа сега ги нема. А далеку сме од чекор да направиме чекор напред, да ги популаризираме, да ги стимулираме на некој начин за да може да бидат поприсутни на нашиот пазар. Хипотетички, купуваме електрично возило, што се случува понатаму? Како можем оптимално да го исползувам во Македонија? Сега во ова време и не е толку проблематично. Да, не сме на ниво на западните земји, ама сепак Евана успеа да постави на клучни позиции, дали во парк, близу до парк, дали во трговски центар или на такви позиции, места каде што сепак, ако имаш електричен автомобил, можеш да дојдеш и времето посветено на бизнис, шопинг, шетање или слично, да го искористиш да ги надополниш тие позиции на 10-15 километри кои што си ги потрошил да дојдеш до таму. Што не е идеално, ама
ја завршува дневната рута и ќе остава мирен. А кога ќе се заврши дневната рута, ние ќе им покажеме и ќе им дадеме идеја на нашите гледачи што треба да се прави со електричен автомобил. Марко Соколовски, наш јутјубер и јуниор во нашето друштво. Па, првото прашање се наметнува само по себе. Ти си роден после 2000-та година. Како твојата генерација ги доживува електричните автомобили? Во принцип, секој од нив различно. Има некои што се многу меракли на моторите со внатрешно согорување, а некои ги сакаат електричните најмногу Тесла ради социјалниот статус, нели? Многу е добро да имаш Тесла. Меѓутоа со вакви како што е Ионик 5, мислам дека се повеќе и повеќе некако ќе дојде до тоа да загризат, да кажам, на електрични возила повеќе. И она што ќе го направиме, сигурен сум дека ќе ги натера младите да повеќе да загризат за електричните возила. Уште еден јутјубер, но може да кажеме дека вика сениор на овој електронски канал. Кирил Димитров Урошев. Дизајнот на електричните возила дозволува многу модуларност во внатрешноста и надворешноста. Што е она што те привлекува или што те одбива од се електричните возила? Дефинитивно ме привлекува уникатност. Например, кај Ionix во моментов кога што гледаме тотално поразличен од се она што во моментов може да го сретнеме кај другите модели конвенционални или со внатрешно согорување. Тоа дефинитивно ме привлекува внатрешноста, која ќе видиме тотално футуристична, значи нешто што секогаш сме го зборувале по филмови, сме го гледале како во Space Shuttle. Тоа дефинитивно ниту во Space Shuttle нема ова да се случи, ниту во филмови денеска што ги го направиме. Дарко, не пречено и силно пробираат електричните автомобили на пазарот. Твоја оценка околу тоа? Тоа што значи е причината, главната причина за тој силен пробив на електричните автомобили за интересот, значи не е заштедата, значи многу помалку се гледа колкава е заштедата, калкулацијата, дали мене ќе ми се исплати. Тоа што повеќе ги одушевува луѓето е чувството, различното чувство да возат електричен автомобил. Можеш да наполниш дома, можеш да наполниш во гаража, можеш на работа да наполниш. Емоција на користење. Тоа е, да, тоа го прави, тоа е една сосема нова возачко уживање, возачко доживување и секојдневие. Значи, секојдневието се менува. И тоа е тоа што влече најмногу луѓето се чувствуваат како да се на некоја мисија. Пред да го спроведеме нашиот тест, мораме да ја констатираме состојбата на батеријата. Компјутерот ни покажува дека имаме 99% наполнета батерија и автономија од 451 км. Но ние на нашиот тест денеска нема да извозиме ниту 1 км. Зошто? И сигурно се прашувате каков е тој тест кога нема да го возиме овој автомобил. Но денеска ќе ги предизвикаме неговите технологии. А Ionix 5 е скроен да може и да дава електрична енергија. Токму така, да дава електрична енергија која е складирана во неговата батерија. Па што би правеле со ова? Личи на фейзер од стартер, а служи за да се земе електрична енергија од возилото. А зошто ни е електрична енергија? За да направиме скара. Денеска Ionix ќе ни биде извор на енергија на нашата скара, која ќе ја подготвиме за нашите драги гости. Теоретски Ionix може да даде струја преку овој адаптер. Ќе видиме дали тоа ќе ни успее да го оствариме нашиот викенд. Повторно со помош на копче имаме достап до автомобилот. Го ставам адаптерот и го подготвувам за употреба. Ова теоретски добро звучи, но практично мене не ми иде најдобро. Тука е. Ја приклучувам скарата. Треба да се стартува полнечот. И ја ставам скарата на максимум. И доаѓаме до нашиот предизвик. Тоа се овие 200 кебапи. Се надевам дека ќе имаме доволно електрична енергија и доволно живци
да ја направиме оваа скара. Па да почнеме поред. Во манирот на голем кувар ја наросувам скарата со масло и ја пребришувам. Веќе е врело. За успешна трансформација во Шеф Електрик потребни ми се наочари и почнуваме. Веќе се слуша дека се трга акцијата. Велат дека правењето скара е машка работа, но без помош на господја Евица Сидјановска не би била оваа скара она што е. Евица, добре дојде во автомагазин, твојата специјалност се автомобилите, не скарата. Затоа биди добра домаќинка и препушти ми мене како гостин овде да почнам да се расправам со кебапите. Што очекуваш од Hyundai како бренд кој е во подем? Очекуваме дека комплетно цела гама на возила која што има до 2025 ќе бидат само електрични возила. А дали значи дека на сите тие ќе може да правиме ручеци во природа? Сигурно. А што мислиш за нашава скара, ќе биде успешна? Па веќе добро изгледаат кебапчињата, одлично се запетуваат. Јас сега сакам како голем мајстор на скарата да почнам да ги вртам, а ми треба уште малку време. Дали ти можеш да ми дадеш некој совет околу? Да, искрено уште не именува, ние прв пат правиме кебапчиња на скара. Епа, уживај во помошта и да не да се освиш. Поминаа само 10 минути од како ги ставивме кебапчињата на скарата и првата тура веќе е готова. Да бидам искрен, не очекував дека вака брзо ќе биде направена скарата и дека вака брзо ќе почнам да ги вадам кебапите од скара. А гледам дека се извонредни, а за тоа да не зборам ја, нека пресудат моите колеги. Момци, стига! Електричниот пикник почна да ја добива својата вистинска форма. Опуштената атмосфера ја надополнија таза испечените кебапи и големото олеснување. Кога ги поканив колегите и им ја кажав за мислата, имаше доза на скептичност околу реализацијата, но резултатот зборува сам за себе. Направивме мала пауза од уживањето во нашата скара. Кој не ја пробал, може само да сонува каква е. Господине Заири, електричните возила имаат голема перспектива, дури и кај нас. Кај вас во компанијата има некои новости? А да, има. Покрај Ford и Hyundai? Покрај Ford и Hyundai веќе од прошла недела е официализирано дека Midagran Motors ќе застапува уште еден бренд и Македонија, тоа е целосниот Адриатик регион ќе биде покриен од нашата групација. Дали може да се знае кој е брендот? Да, секако не го криеме веќе, затоа што мислам дека за неполни месец дена веќе ќе го представиме официјално и во Македонија. Тоа е MG. Значи, се зборува за Морис Гараж. Да кажам дека 70, па не, може би и 80% од производството е фокусирано на електрични возила. Дали тоа значи дека следниот електричен предизвик ќе ни биде со MG? Секако. Следниот, како што и разговаравме претходно, значи MG е следно нешто што ќе пробаме, освен кебапи, да направиме уште нешто повеќе. Изгледа ќе треба да печеме нешто многу поголемо. Ќе печеме. Ви благодарам многу и ви посакувам успех со MG. А ние одиме понатаму со нашето дружење. Искрено мора да признам многу убав настан. Шеф Електрик секоја чест за скарата, преубаво место, преубаво јадење и уште еднаш ќе кажам многу убав настан, многу убав ден. Видовме дека електричните возила може да се искористат и за нешто друго.
кебапчињата џам. Да. Чистите еколошки енергии може да бидат употребени на повеќе начини, еве демонстрација денеска видовте на лице место. Нашиот електричен пикник го реализиравме. Искрено жалам што почетниот предизвик не го кренав на повисоко ниво, но сигурен сум дека ќе има уште предизвици пред кои ќе ги исправиме електричните возила. Затоа сигурно ќе бидеме повторно собрани. Ја направивме првата електрична скара во Македонија благодарение на Ioniq 5. На самиот почеток сакавме да ја видиме состојбата на батеријата. Таа имаше 99% наполнетост. По испечени 200 кебапи и направена скара за сите мои колеги, јас сум воодушевен. Потрошивме само 1% од складираната енергија во батериите на Ioniq 5. Значи, ние за 200 кебапи и печени лепчиња успеавме да потрошиме само 750 вати. Па, не е ни чудо некој да го купи Ioniq 5 за да отвори сендвичара во природа. Ви благодарам на вниманието и се гледаме за 7 дена. До гледање.